6 најубави региони во Европа, според анкетите од 18 декември 2021 година. Дом на разновидна низа на народи, култури, земји и пејзажи. Европа се протега се од Арктичкиот океан на север до Атлантскиот океан на запад, а Медитеранот и Црното море ја сочинуваат низината граница на југ, опфаќајќи ги величинствените планински масиви како што се Алпите, Карпатите и Пиринеите, како и големите реки како Дунав и Волга. Низината огромна копнена маса е преполна со прекрасни пејзажи со многу прекрасни крајбрежја. Бидејќи безброј кралства, империи и републики ја направија Европа свој дом во текот на милениумите, низините прекрасни региони се преполни со неверојатни археолошки локалитети, како и цела низа прекрасни градови и градчиња, од кои секој може да се пофали со своите неверојатни и историски знаменитости и културни знаменитости. Со толку многу различни култури и земји за истражување, не е ни чудо што Европа е најпопуларниот континент во светот меѓу туристите кои доаѓаат да ги видат нејзините многобројни знаменитости, градови и прекрасни природни места. Нордиските земји, дом на неверојатна убава природа и прекрасна дивина. Ретко населените нордиски земји во северозападниот дел на Европа се задоволство за посета, а граѓаните на Данска, Финска, Исланд, Норвешка и Шведска уживаат во некои од највисоките стандарди на живот во светот. Поврзани заедно со заедничкото наследство кое датира уште од времето на викинзите, земјите исто така споделуваат многу сличности кога станува збор за нивните прекрасни пејзажи и средини со многу диви области и вода, а само Данска го нарушува трендот. Составена од ниски полиња и фарми, навистина и Исланд и Норвешка се познати по своите вулкански и преполни песажи, додека и Шведска и Финска се преполни со блескави езера и бескрајни шуми. Во северните краишта владее замрзнатиот свет на Арктикот и токму тука можете најдобро да уживате во восхитувачката северна светлина, што толку незаборавно го осветлува ноќното небо. Со неверојатни национални паркови како што се Тингвелир, Нуксио и Јотунхејмен и живописните архипелази на Аланд, Лофотен, Јужен Фунен и Стокхолм. Што треба да ги истражите, секој песаж е поубав од претходниот и има богатство од одлични активности на отворено кои се нудат со планинарење. Планинарењето и јадрењето се популарни. Нордиските земји се исто така фантастично место за гледање китови, а на места како Свалбард може дури и да видите поларни мечки. Покрај прекрасните пејзажи, регионот може да се пофали со многу фасцинантни историски знаменитости и културни знаменитости, со многу шармантни рибарски села, орнатини од ерата на викинзите и вековни дрвени цркви. Дополнително на ова, ниту една посета на нордиските земји не може да биде целосна без застанување во градови како што се Гетеборг во Шведска и Берген во Норвешка, како и главните градови Копенхаген, Хелсинки, Осло, Рејкјавик и Стокхолм. Западна Европа. Опфаќајќи широк спектар на различни народи, јазици, култури и пејзажи, Западна Европа е многу популарно место за посета меѓу туристите, бидејќи е преполно со неверојатни градови, вековни историски знаменитости и важни културни споменици, што треба да ги проверите. Додека главните градови Амстердам, Брисел, Даблин, Лондон и Париз нудат неверојатни гледки за уживање, како што се Биг Бен, Гранд Плас и Ајфеловата кула. Помалите градови исто така ги прикажуваат своите посебни атракции,
вреди да се посетат Единбург, Луксембург Сити и Ница. Навистина, Западна Европа е преполна со историја и култура и каде и да одите, ќе наидете на милениумски стари цркви и катедрали, распаднати замоци и живописни средновековни стари градови со прекрасни музеи, како што се Британскиот музеј Лувар и Рейкс музеот. Иако низините градови и градчиња и културни знаменитости се второстепени, Западна Европа е исто така дом на многу прекрасни пејзажи што го одземаат здивот, а француската ривиера, Джиновската патека, Кеукенхоф и секако Алпите се меѓу нејзините најзначајни знаменитости. Покрај прекрасните села и фарми и полиња што може да се најдат насекаде од Белгија и Луксембург до Ирска и Обединетото кралство. Регионот е исто така препон со прекрасни плажи на Атлантикот, ридови, реки и пејзажи исполнети со езера. Со толку многу што да се види и направи, може да се помине цел живот истражувајќи ја Западна Европа и добро развиените транспортни врски во регионот го олеснуваат одењето од еден град до друг град и навлегувањето во друга историја и култура. Централна Европа, Халштад. Еден од најубавите региони во цела Европа. Централна Европа е уживање за патување наоколу и љубителите на историја и љубителите на природа ќе се радуваат на се што има да понуди. Иако е дом на различни народи, јазици и земи, голем дел од регионот споделува слична историја и култура. Неодамна поделена од студената војна, Централна Европа неверојатно се отвори во просторот од само 3 децении и сега е исто толку лесно да се патува низ Германија, Швајцарија и Австрија, како и да се посети Полска, Унгарија и Чешка. Додека главните градови Берлин, Будимпешта, Прага и Виена привлекуваат премногу голем дел од туристите со прекрасна архитектура, волшебните и историски знаменитости и живите уметнички и културни сцени, помалку посетените места како Братислава, Гдањск и Вадуц исто така вреди да се посетат. Тие се како скриени скапоцени камења. Покрај својата богата историја и културно наследство, Централна Европа е полна и со некои од најневеројатните пејзажи што може да се замислат, додека во Шварцвалд, националниот парк Бијаловиезе и планините Татри се апсолутно прекрасни за гледање. Високите Алпи се најпопуларни од многу за неверојатното планинарење, качување по карпи и скијање што ги нудат на врвот на пространи панорами и гледки во кои може да уживате од нивните врвови. Јужна Европа, Тоскана. Со блескави крајбрежја исполнети со плажи, топла привлечна клима и неверојатна низа историски знаменитости и прекрасни градови за подигање, Јужна Европа навистина има се. Како таква секоја година многу туристи доаѓаат во Грција, Италија, Португалија и Шпанија, додека низините помали земји, Андора, Кипар и Малта, се подеднакво прекрасни за она што го нудат. Преплавени со неверојатни природни гледки, драматичните пејзажи на Јужна Европа се движат од високите Алпи и треперливите езера во северна Италија до нерамниот брег на Атлантикот на Португалија и плејада на примамливи острови во Грција како Миконс, Родос и Санторини, додека величинствените Пиринеи во Андора и Шпанија се на врвот на целата територија. Со толку многу природни атракции на избор, регионот навистина е задоволство за љубителите на природата и планинарењето, качувањето и скијањето, кои се популарни, додека блескавиот Медитеран совршено се приспособува на едрење, нуркање и спортови на вода. Додека Атина, Лисабон, Мадрид и Рим се познати по огромен број историски знаменитости од светска класа, културните знаменитости и неверојатните музеи што ги нудат градовите како Гранада, Неапол и
Валета се исто така полни со чуда што треба да ги посетите. Поради многуте древни цивилизации што се појавија околу Медитеранот, има и многу фасцинантни археолошки локалитети што треба да ги посетите. А оние во Делфи, Помпеја и Тарагона се едни од најимпресивните. Балканот. Сместен помеѓу Јадранското море и Црното море, Балканот е волшебно место за посета, бидејќи има различни народи, култури и земји. Се сместени меѓу прекрасните планински предели, убави шуми, рамнини и реки со прекрасни крајбрежја исполнети со плажи. Додека регионот премногу често беше опфатен со судири, додека сите од римјаните и османлиите од австро-унгарците и советите го зафатија Балканот, сега привлекува се повеќе посетители секоја година, бидејќи војните што го одбележаа распадот на Југославија одамна ја нема. Навистина секоја од горе споменатите сили остави свој белег во однос на спомениците, архитектонските стилови и урнатините што ги оставија зад себе. И тоа е она што ги прави градовите како Белград, Сараево, Софија, Загреб, Скопје толку фасцинантни за истражување, бидејќи се фалат со мноштвото маѓепсувачки гледки со многу одлична локална кујна и ноќен живот покрај неговите историски градови, вековните манастири и импресивните цитадели на врвот на Ридот. Балканот е препон со прекрасни природни гледки како што се Албанската ривиера, Националниот парк Плитвички езера, кањонот Тара и Карпатите, додека крстарат по реката Дунав и застануваат во многуте неверојатни градови што се наредени на неговите брегови и прекрасен начин да се види регионот. Источна Европа, дом на разновидна низа на народи и култури, пейзажи и географии. Источна Европа ја опфаќа Русија, најголемата земја во светот, и постсоветските држави Белорусија, Украина, Молдавија и Балтичките земји. И покрај тоа што покриваат огромен дел од територијата, овие фасцинантни земји привлекуваат релативно малку посетители во споредба со другите региони во Европа. И ова е штета, бидејќи има толку многу што може да видите и направите во однос на историјата и културата со многу прекрасни пейзажи, природни гледки, исто така има и добро шоу. Додека Киев, Москва и Санкт Петербург имаат најмногу атракции да понудат во однос на славната архитектура, неверојатните музеи и нивните просперитетни уметнички и културни сцени, балтичките престолнини Рига, Талин, Вилнус можат да се пофалат со прекрасни стари градови, додека Кишињев и Минск се многу скриени скапоцени камења, а вториот беше главен град на последната диктатура во Европа.